Интерните процедури согласно деловник ние ќе си ги уредиме. Иницијативата почнува од оваа комисија. И немојте да, сега како ве разбрав, пленумот да одлучи. Ќе одлучи, веднаш ќе влеземе во сала, секако има 4 седници, уште една не е проблем. Петата седница, како итно што свикавме и сите гласавме дека осудуваме агресија, така ќе го направиме и ова. Предлогот, почитувам председателе, произлегува од Комисијата за европски прашања. Ништо вие нема да излезете ниту од деловник, ниту од она што ве обврзува вас како председател, ниту пак нас како пратеници. Многу убаво пишува во одлуката. Даваме мислење, даваме сугестии, даваме иницијативи, затоа е формирана оваа Комисија за европски прашања. Тоа што, за жал, во оваа комисија поминуваат прашања кои што немаат врска со Европската унија и иницијативи, тоа е пракса која што треба веднаш да престане. Но ова е тоа. Ова е тоа. Немаме извештај, немаме мислења од владата. Одат по светот, не кажуваат, не доаѓаат тука. Ние како пратеници имаме право. Значи, иницијативата доаѓа од тука, оди на пленарна седница веднаш денеска. Веднаш, итна точка, имаме постапки во деловникот како се разработува итна точка, воопшто не е проблем. Ама вие неуставно име сменивте на државата, не може ли да гласаат, толку многу бе станавте вака, многу демек, еве вие почуто. Јас да ви кажам, ова што го образложувам, го имате и во одлуката, го имате и во деловникот. Ама ако не го ставите на гласање, значи ја немате волјата и само вербално поддржувате некого, а де факто кој знае под чива команда работите. Еве да бидам блага во изразот. Ставете ја точката, ставете го на изјаснување, доколку овој состав на Комисијата за европски прашања изгласа за, а не гледам зошто не би изгласале за, нели сите сме за, веднаш Талат Џафери денеска може да закаже пета седница, бидејќи има 4, или може да ја прекине онаа сега која што моментот трае и завршена работа. Колега, почитувам колега. Уште еднаш предлог. Значи, кажав убаво, мислење на Комисијата за европски прашања до пленумот и пленумот изгласа да и даде обврска задолжение на владата да направи акцијски план за прием на бегалците од Украина и финансиска помош. Веднаш и има, ги примаат во приватни лица, приватни домови. Јас го давам мојот предлог, председателе, а вие сте должен да го ставите на гласање. Дали има или нема, ние како собрание не сме известени, никој не ни кажал, не дошле да дадат извештај, не дошле ништо да кажат, активностите на владата не ги следиме затоа што не доаѓаат, туку носиме закони со европско знаменце, односно со злоупотреба. Мислам дека бев јасна, ставете го мојот предлог на гласање, па ќе видиме. Благодарам.